Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Денеска имам чест да разговарам со шампиони, една актуелна европска од пред неколку дена, Христијана Парулеска и незиниот тренер и тренер на нашата председател на Македонската традиционална теквондо федерација и тренер на репрезентацијата. Маријанчо Лазаревски. Добре дојдовте за двајцата, најпрви честитки за големиот успех. Христијана, ќе почнам со тебе. Како се чувствуваш по неколку преспиени ноќи? Како е чувството да се освои злато на Европско првенство? Искрено се чувствувам многу возбудено, бидејќи знам колку беше тешко да се тренира и да се дојде до европското злато. Ти освои 2 медала на ова Европско првенство, во борби златен медал и во презентација борба со замислен противник освои сребро. Може ли повеќе? Борби да, борби не. Како искуство беше ова за тебе? Можеш малку да ни кажеш околу конкуренцијата? Ние сме мала држава и мала репрезентација, меѓутоа очигледно подготвена за големи дела, како што и ти направи сега во ЕСО, каде што се одржа Европското првенство во теквондо. Конкуренцијата беше доста голема, имаше многу репрезентативци на Грција, Украина, Бугарија и Чешка и очекував искрено да не земам злато, но се потрудив. Така. Овој успех веројатно е плод на долга, напотрпна работа, подолг период. Не е случајно што би се рекло, затоа што ти имаш континуитет и на други напредувања. Маријанчо, како е чувството, ќе те прашам и тебе, да се види еден свој ученик, репрезентативец, сограѓанин на пиедесталот, да се слушне македонската химна на едно европско првенство? Значи, чувството кога ти имаш во преградка европски шампион, значи не може да го опиши со зборови. Значи, пролеавме многу солзи радосници и уште ги лееме. А чувството кога ќе биде прогласена за најдобра кадетка, значи пехар, историски пехар во македонскиот спорт, прв пехар за најдобар поединец во нејзина старосна категорија, за нас беше невозможна мисија. Не можевме ни да помислиме дека ќе земеме пехар, пошто сме мала репрезентација, ама ето, Господ Златен ни помогна да земеме. Така. Покрај тоа што 2 медала донесе во Охрид, ти беше прогласена и за најдобра во својата категорија на ова Европско првенство, што исто така исклучителен успех и многу вреден, еднакво ако не е повреден од овој пехар кој го гледаме тука. Како реагираше кога дозна дека си прогласена за најдобра на Европското првенство? Па сите знаеа, околу мене само јасне. И искрено воопшто не очекував, бидејќи имаше девојче до Украина и си реков дека таа ќе земе пехарот, но на крај. Да. За на шампионот му припадна се. Кому прво му се јави после освоеното злато? На мајка. И каква беше реакцијата? Многу беше среќна и возбудена, можам да кажам повеќе јадна. Маријанчо спомна дека на ова Европско првенство Македонија настапи со 7 превручи, со една мала репрезентација, да им доловиме на гледачите, на нашите следачи, една компарација, пример на бројните репрезентации, неколку по колку члена броја? Значи, украинската репрезентација броеше околу 200 учесници, Грција 150, 160, Бугарија 100, Чешка. А ние учествувавме само со 7 и историски успех исто. Во конкуренцијата 34 земји учеснички, ние сме на 13-то место, што ретко се случува дека толку мала земја да се скречи високо на ранг листата. Сум презадоволен од моите натпреварувачи. Сите се покажаа, за жал беа во борбите за медал, тројца беа оштетени, требаше да се вратат со повеќе медали.
Давид Карцевски, еден од најдобрите наши поединци, беше во борбата за медал оштетен од страна на судиите. Имахме видео протест, не ни беше уважен. Исто Елена Јанеска, исто беше оштетена во борбата за медал, значи петто место освоја. Во борбата за медал беше оштетена, исто имахме видео протест, но како мала репрезентација не ни го уважи и за жал не ги На зедна. што се дължи тоа такви, да кажем, пропусти на највисоко можно ниво на Во европско секој првенство? во секој спорт. Значи во секој спорт било што да гледате, раковет, фудбал, секоја судиите се приклонети према поголемите репрезентации. Ние малите секогаш за да дојдеме до победа треба да сме дупло подобри за да дојдеме до медал. Јас лично очекував медал, значи очекував и од Елена и од Давид, беа спремни. Исто и Софија Кулушевска беше оштетена од страна на судиите во форми и го зедоја медал, ќе ми беше многу мило да земе како дебитант, пар пат излезе и го заслужуваше медал. Јас до последна секунда во финалето не бев сигурен, ми беше страх, најповеќе се плашев од судиите. Кога му ја крена раката, веќе Стравот за мене. беше се готово. Веројатно чувството кај младите спортисти кои ќе доживеат таква неправда не е многу добро. Како реагира младите репрезентативци? Наравно, Свесни се дека свесно знае дека дека нешто им го земе. се знаат, човек било во кој спорт знае, самиот знае дека е подобар. Значи, не можеш да му кажеш, добро, имаше плаче, ја знае, секој се бори за успех. Значи, јас тоа го ценам, пошто има желба за да постигнат успех. Не се дојдени како туристи. Обично кај нас менталитетот е битно е да се учествува. Не. Кај нас во нашиот спорт не е битно да се учествува, него одиме да дадеме све од себе да освоиме нешто. Значи, представуваме држава. Држава се представуваат со успех. На најдобар можен начин. Вие представивте Македонија на ова европско првенство. Одлично бевте и на изминатиот шампионат, каде што исто така се вративте со Три европски. Да, со три европски Си шампиони. Што следи до крајот на годината, кои ќе бидат вашите предизвици? Крајот на мај има меѓународен турнир Гран При во Зворник, Босна и Херцеговина. Почетокот на јуни е Софија Опен, меѓународен турнир, А класа. 24 јуни Охрид Опен во наша организација. И крајот на летото, на август месец, е светското првенство во Казахстан, Астана. Се надеваме дека ќе можеме да одиме. Наравно, ние додека се надеваме ќе се спремаме. Значи, дека ќе оставиме на случајност, нема да оставиме. Значи, овој успех сакам да го повториме и на светско ниво. Дека ќе биде веднаш, нема да биде. Значи, за све сака време, а ние треба да ги спремаме нашите надпреварувачи да се искачат и на светскиот трон. Потенцијалот е тука. Христијана, дали ти малку одмори или им се врати на тренинзите веднаш? Па малку да одморам сакам, 2-3 дена, бидејќи искрено се изморив таму. По цели ден бевме во салата и сепак Апсолутно, тоа е не само физичко трошење, туку и емотивно. Имаш ли очекување од престојното светско првенство без да ти биде никаков товар, да се разбира се тоа? Па искрено може би некој трето место, високо искрено не очекувам. Но доколку дадеш се од себе, кој знае може да се повтори и успехот од Италија. Вака се јас, пошто е уште девојче, Христијана штото го направи 14 години, влегува Во друга категорија? во постара категорија, ќе и биде многу тешко, пошто ќе е најмлада. Значи, Таа старосна граница е од 14 до 16, 14-15 години, јуниорки. Меѓутоа на таа возраст значи многу. Да, значи, ќе и падне некоја 15 години, за 2 дена прави 16. Значи, ќе биде најмлада во категоријата. Јас уште сега сакам да ја ослободам од притисокот на јавноста, пошто сите ќе очекуваат од неа
се и се што, треба малку да имаме разбирање и малку да ги олабавиме. Значи, немојме во ред тие се шампиони, ама немојме да ги притискаме по секоја цена. Значи, а ние ќе се трудиме да дадеме се од себе, се Тоа ќе надеваме биде на мо- успех. Да, тоа ќе биде можност за ново искуство, што е исклучително важно и за Значи, и за со некоја останатите година, членови. да, за некоја година, пошто таму ќе има, ќе доминираат азиските земји, Кореја, од Северна Кореја, значи ти кај нив е Земји со национален спорт. традиција, да. Да. Јапонија, Таџикистан, Русија, значи ќе имат од цел свет. Значи, таа нема искуство, значи ти имаат различен стил на борење, различни припреми и треба исто тоа е, јас мислам дека ова ќе е само како еден предобар тренинг за наредните светски да бидеме спремни да знаат што очекуваат. Дали таеквондо е олимписка дисциплина? Нашиот таеквондо традиционалното не е олимписки спорт, за жал. Има шанси да влезе во олимписки спорт, значи затоа ние не можеме да одлучиме, одлучуваат други. Да, некои други фактори. Колку е лесно, односно тешко да се организира и води клуб, кајдас, репрезентација, федерација, да се отпатува на еден голем надпревар, на едно надпреварување како што е Европското првенство, тоа бара многу време, енергија и средства. Да, многу е тешко во организација, во припреми, во секој поглед, значи финансиски поглед, значи сакам да искористам можност да се заблагодарам на генералниот спонзор Панаметал, кој во последните 10 години тој е најзаслужен за сите овие успеси и Општина Охрид, која стои за нас, и Агенцијата за млади и спорт, која после 31 година ни даде решение идејно спорт, за да бидат валидни сите наши успеси. Така е, се надеваме дека поддршката и понатаму ќе продолжи и дека ќе поттикне и други кои имаат можност да го поддржуваат не само таеквондото, туку и останатите спортови во нашиот град, кој очигледно има потенцијал за големи успеси, како што го направивте успехот во ЕСО. И пред самиот крај, која е вашата порака до сите што не следате до Охриѓани? Повели Христели. Па сакам да кажам најпрво за младите и за останатата публика да се градат себе си и тие што тренираат да продолжат да тренираат и слободно да испробаат некој нов спорт. Не мора да биде таеквондо. Олјачо, која е твојата порака? Јас мојата порака кратко и едноставно. Сите деца во спортските сали наместо на улица. Ви благодарам што издвоивте време, што бевте дел од Спорт Плюс на Охрид Нјуз. Ние продолжуваме и натаму да ги следиме вашите настапи и успеси, се надевам. Честитки уште еднаш за се што направивте во Италија, направивте многу, не направивте горди Охриѓани, горди македонци, продолжете и натаму така. А вам ви благодарам на вниманието со кое не следевте, останете и натаму информирани, следете го Охрид Нјуз на нашиот портал и на социјалните мрежи.